Почитуваме гледачи, еве неповторно со музичката емисија Векови ноти. Следува музички поздрав, а потоа да го објавиме нашиот вечерашен гостин. Останете со нас. Naše selo, male šero,
И по убавата македонска народна песна рековме се враќаме во студиото каде што ќе го најавиме нашиот вечерашен гостин. А кој друг ако не Филев Зоран. Добро вечер и добре дојдовте. Покосно ќе кажеме кој е тој Филев Зоран, затоа што е еден од популарните, не само во Штип, и малку пошироко. Прекрасната твоја повели. Добро вечер и од мене. Еве баш ми е мило што после толку време договарање најдовме конечно термин кај што ќе можеме да се дружиме, нели, и да кажеме нешто повеќе за мене и за мојата музичка кариера, вклучувајќи, нели, се разбира и мојата музичка група во која што сум член. Па ќе ми биде мило така да раскажам една убава приказна што ќе биде пријатно за слушање и за гледање на вашите гледачи. Баш ми е драго, еве, прашалникот е голем, ние ќе се потрудиме да го извлечеме оно што е најквалитетно, а тоа ќе рече. Твоите први музички чекори се разбира во родниот град, нели? Така, бидејќи сум, нели, жител на овој град, нормално е дека моите први музички почетоци би биле и овде. Па би почнал вака, во мојата потесна фамилија, нели, немало некој член да биде мајка, татко или браќа, сестри, пошто немам, сам сум во фамилијата, нели. Немало некој музички да биде образован или да биде толку талентиран за да ја наследам, нели, таа ДНК шо викате. ДНК, така е. Но имам среќа да во тоа време во нашата фамилија да биде чест гостин или буквално тој беше овде и присутен кај нас, живееше мој братучет, кој што некои граѓани го знаат, некои што се бават со музичка дејност, тој е Павлов Драги, иначе живее во Кавадарци и е моментално, значи, мајстор кој што поправа хармоники, така да кажам. Тој беше овде запишан во нашето средно музичко училиште, кое се наоѓаше во подгимназијата сегашна. Точно. И приликом неговите, нели, неговите посети на нашиот дом и не реков дека живееше кај нас, доаѓаа негови другари со кои што заедно што учеше и имав можност преку тие нивни дружења да слушнам како тие музицираат. Во тоа време немаше, нели, клавири некој екстра, тогаш свиреа на хармониум, познат во тоа време. На воздух и така. Така, на педали. Да. И во тоа време, значи, првата моја љубов кон музиката, буквално ја наследив од него. Неколку пати посекав да ме одведе и со него во средното музичко училиште, таму имав можност да слушнам и други, нели, негови школски другари, како музицираат, и во мене се роди една желба и јас да пробам еден ден да се бавам со таа дејност. Виновникот во наводници го знаеш кој, нели? Така. Добро. Значи, тоа е тој. Откако тој си замина од нашиот град, продолжи да студира во Скопје, а јас почнав, нели, во основно училиште и тогаш имаше правило, нели, и сега мислам дека уште тоа правило, не можевме, нели, од 7 години, мораше првата година да биде слободна, додека да научиме, нели, да читаме тие основни работи, и од второ оделение можевме да се запишеме во тогашен пионерски дом. Немаше нижа музичка школа, одевме во пионерски дом. Мој прв музички учител, така да кажам, во пионерскиот дом беше сега веќе покоен Ангел Давчев, мора да го спомнам. Секоја чест, мој другар личен, да. Така. И така да се запишав таму и желбата ми беше да ја изучувам инструмент хармоника. Во тоа време се одеше првата година припремна. И почнав да одам на тие припремни, нели, часови, еден час, втор час, трет час, никако да допреме до инструмент хармоника. И ми беше малку чудно, викам, јас дојдов овде да учам хармоника, а никако да допрем до хармоника, што правиме сега? И почнав да бидам малку несериозен, еден час ќе одам, 3 часа нема да одам, и дојде полугодие и требаше да покажеме резултати од тоа што сме посетувале настава. Ама како кој јас не бев редовен, да те пофалат или да се пожалат. Така. Да. Јас знаев тетратката во половината и да се шетам по град. Отидов дома, сега што ќе правам? Мора да покажам нешто. Свидетелство, паметен дечко.
купив едно свидетелство и сам си го напишав. Одличен, 5 музичко образование. Кажан дома. гре не е гре, нели е така што викам Така ние е. Штипјани, да. Одам дома и моите го виделе свидетелството. Де дојди вам? Од кај ти е ово свидетелство на тебе? Па ете, таму ми го дада. Сигурно, сигурно. Како ова нема ни печат, нема ни ништо. Ајде дома кавга. И добив неколку васпитни и Што ти делува во животот, позитивно и така натаму, да. И после од наредната година си ја сватив сериозно работата. Значи почнав сериозно да го изучувам инструментот и тие припремни часови и се. Сега. Тоа беше кратко и таму, да речеме, 1-2-3 години, па прекинав со таа работа и наредното музичко образование, значи надоградувањето на моето музичко образование го стекнав после неколку години. Се отвори во Македонка, Куд Македонка, во културниот дом на Македонка, текстилниот комбинат. Тогаш Киро Стоев, Киро Стоев, така беше бугаринот, познат. Можам да кажам дека најдобар мој учител и од кого што сум најмногу научил во музиката беше токму Киро Стоев. Тој не беше по хармониката, беше по дувачите инструменти. Така е, али беше многу прецизен околу изучувањето на нотите. Педантен у секој случај, До така натаму. максимум, така е. Тоа е точно. Во тој период се формираше и пионерски музички оркестар во Македонка и членувавме повеќе хармоникаши. Тој знаеше да не среди, да не подели прва група, втора група, трета група, па имаше и флейтисти и дојде ред, значи навистина станавме добар хармоникашки оркестар, појачан со флейти, со сите тие работи и имавме чести проби. Ни дојде покана од Македонската радиотелевизија да снимаме еден материјал за Македонска радиотелевизија. Бидејќи беше тоа само како хармоникашки оркестар, нели, појачан, да кажам, со флейти, Да. го направивме да биде уште покомплетен. Сето тоа да добие еден звук, саунд, еден друг звук и тогаш дојдоа во оркестарот да свират Злате Сарев, Бас Ринго, гитара. така, Мите Митрезот бубњар, Гоце Мицанот, со Саксофон. саксофонот и Бошко, ако не се лажам, Симоновски, Бошко Симоновски, гитара. така, гитара. Испремавме еден материјал, значи под раководство на Киро Стоев и испадна многу прекрасен материјал од тогаш, зачудувачки, значи за тој вид на оркестар. Тоа беше нешто ново и навистина ми е жал што немам сега од тоа нешто материјал да покажам да го слушнат и да го видат тоа нашите гледачи. Баш ми е драго, значи си имал одлично музичко друштво. Така е. Ти како помлад, овие што ми спомна како постари од тебе и така Поискусно. натаму, си знаеш што да извлечеш. Така е, така е. Ја продолжуваме нашата музичка приказна со нашиот вечерачен гостин Филев Зоран, а следно е наша убава македонска песна, тоа ќе рече Folk Evergreen. Останете со нас. Ole strojna
Господин Филев, Зоран, колега по музиката, ти спомнам нешто околу твојата музичка кариера, него да ја дополниме. Дали си задоволен со сите оние што се дружиш со музиката и колку, што би рекле нашите стари баби и дедовци, колку можеше тоа да го купиш и да го привлечеш за себе и како беше ситуацијата да имаш инструмент одлично, хармоника и така натаму, и тие клавитури да ги владееш и ден денес. Па вака, значи спомнав дека имав можност, ја имав таа среќа да имам, значи, соработка со познати музички имиња од нашиот град. Твоја среќна околност? Да. И нормално е дека кога ќе имаш околу тебе такви познати музички и квалитетни музичари, нормално е, ако веќе ја имаш и желбата, а која што јас ја имав, значи сето тоа да го склопиш во една целина и да го извлечеш најдоброто од тие. И мислам дека сум извлекол доста добри работи од сите тие спомнати колеги, музичари, и можам да кажам дека сум навистина задоволен од сето тоа музицирање и дружење со тие луѓе, квалитетни музичари. Така. И тоа многу ми помогнало во понатамошниот тек на кариерата, нели? До ден денеска уште се сеќавам на некои од тие убави моменти, до некои тие убави фрази, убави доживувања што сум ги имал со нив и така. И некој Куд Македонка беше база на квалитетни музичари. Тоа е мој факт и моја вистина што, да речеме, сето тоа Благо Самоников го напиша во меѓу две корици, насловена како она што беше Куд Македонка. Може би и тебе те има како име таму. Па да ви кажам искрено, не сум ја прочитал вашата, не сум ја разгледал книжката. Еве задачка, да. Да, тоа ми е нова домашна задача. Ама мислам дека, значи, сето тоа што го кажал и што го спомнавте вие, навистина е во право. Стварно беше една база каде што можеше да се научи се што може да научи човек и што треба да научи во музика. И у Македонија први формира биг бенд. Први формира. Што значи доваѓа тука квалитетни музичари. Ајде да ги спомнеме, да речеме, Кирил Рибарски, еден Биков со саксофонот и така натаму, тромбонот, еден Гоце Мицанов. Така е. Еден Коце што и ден денес е во Австрија, во Грац и така натаму. Значи квалитетни музичари, секоја чест. И тоа сето тоа е ставено меѓу две корици, реков, со од авторот Благо Самоников. Сега каже ми колега Зоран, како се случи да се разделиш од Штип и Штипјани и да одеш малку поблиско, да речеме, кај Вадарци. Така. А тоа ќе рече популарната музичка квалитетна група Нели ти реков. Значи, во твојот одговор кажи од каде името Нели ти реков, кој е кумот? Ќе дојдем и до тоа, сакав да кажам уште нешто само. Значи, со самото тоа што, нели, добив овде, стекнав сите тие, значи, искуство со сите тие музички познавања, ние формиравме веќе во тој Куд Македонка, постоеше и културно-уметничко друштво Македонка, нели? Да. Се формираше и фолклорна секција и бевме членови, и јас бев, нели, член таму, со покоен Ангел Давчев, со Трајче Панев, и тој е на жалост покоен. Флейтист. Еден Хаджиев Иван, тука имаме гитарист наш, го познава сите се. Штипски боеми, како се вика групата. Потоа, значи, имаше некој, Благој Ѓоџев доваѓаше таму, значи ја водеше таа секција. Водител на Тоска сега. Така, водителот на Тоска. Фолклорна група. Од тој оркестар се изроди оркестар, така да кажам, за забави и за свадби, за тие работи. Значи формиравме таков оркестар и почнавме да музицираме овде во Штип. И дувач, да кажеме, нели, тоа популарно ние музичарите викаме дувач во оркестарот, кларинет и саксофон, свиреше покоен Чичко Илми Јашаров. Мора да го спомнам и него. Значи, многу работи од тој човек, 5 години музицирав во таа група. И имавме доста настапи, значи, овде по Штип, по широката околина на Штип. И во еден период од тие 5 години се случи да ме поканат и друг еден оркестар, мора да ги спомнам,
Тоа е оркестарот Орфеј. Оркестарот Орфеј, знаеме нели кои беа членови, Перо Жежов. Скоро славе 60 години. Така, 60 на години и тој има напишена убава книга, знам дека ме има спомнато таму. Стојан Бушаров, така, Лупчо покоен, Чичев и така натаму. И така да ми се случи, значи во своји мали години, средношколец бев, тен мал, ама кога ќе бев слободен оваа недела си користев, свирев со оваа група. Кога ќе ме викнеат тие свирев со нив и така да полека ја градев, значи моето музичко искуство и мојата музичка кариера, што се однесува во Штип и Штипско. Собираш искуство од искусни музичари. Од искусни музичари, така. Јас секогаш бев најмал. Да. Мора да спомнам дека имам музицирано и со покоен Енвер Мачев. И тие ме влечеа по кафани, така е. И Мамер, и тој почина гитаристот. Да. И Тунан, наш познат штипски певач, нели? Сега е во Германија, живее. И со Ферус доста свадби свиревме, така е. Значи имаше свадби кај што свиреа двајцата заедно, паралелно. Така да сето тоа музичко искуство го впива во мене и ме правеше музички побогат, нормално. Си знаеш што сакаш да купиш. Така е. Во квалитетот. Ама таа генерацијска разлика од мене до нив, значи сите тие беа постари што ги спомнав од мене. Тоа, да. Тие беа задоволни од моето музицирање, се окей. Јас ја вршев строго професионално работата. Но едноставно јас како најмлад не гледав некоја кој знае каква перспектива, пошто тие се задоволуваа со тие локални свирки, забави, некои сини вечери, ваму таму свадби и се остануваше на тоа. И едноставно кога ќе завршеа сите тие настапи, кога ќе си одев дома, си викав некако оваа работа ми стои убава. Се е добро, си имав пари, нели, секогаш си бев задоволен, ама не гледав што ќе се случува понатаму. Токму тој момент ми беше еден вид пресуден момент да размислам што ќе правам со мојата понатамошна кариера. Сега како што спомнавме, нели ти реков, ја имав среќата, претходно го спомнав братучето Драги Павлов, тој живее во Кавадарци. А имам среќна околност, па и имам тројца чичовци што живеат во Неготино. Покрај ова фолклорно настапување од фолклор, има и во Неготино, фабрика за кабли беше многу јака тогаш, функционираше безпрекорно, има културно-уметничко друштво и таму. И имав така, значи прилика често да одам на гости, да кажам, таму. И еден мој братучет беше член на тоа културно-уметничко друштво во Неготино. И еден ден ме одведе така на проба да видам што е, како е. И си седев на страна, си слушав како е репертоарот, а од овде поткова, нели, ги знам сите сплетови македонски ваму таму. И тој ме замоли, ај брат, че ако сакаш, земи ја хармониката малку. Ајде, нема проблем. Почнав да свирам и тие таму во председателство сите одушевени од моето свирење. Па ти го знаеш ова, го знаеш она. И се случи за месец дена да ме понудат да свирам и во нивното културно-уметничко друштво. Им кажав дека имам и овде обврски, ама кога ќе сум слободен можам да доаѓам. Нема проблем, само дојди да ги слушнеш сплетовите ваму таму, за тебе отворена врата секогаш. И ми се случи една среќна околност на своји 16 години прв пат со тоа културно-уметничко друштво да одам во Германија на гостување. Нормално дека предизвика за секој музичар да излезе од границите на Македонија. И така да почнав и таму, значи паралелно од овде и таму да гостувам, кога бев слободен, ама добриот збор се шири брзо, нели? Слушнале музичари таму, има едно дете доаѓа од Штип, ваму убаво свире, се окей. И дошло до ушите на моите колеги, од нели ти реков. Сега само морам да кажам, бидејќи во тие некаде 90-ти години, тогаш беше, да речеме, актуелно поп музиката, забавна музика, така наречена, повеќе се свиреше и се слушаше по ресторани, по хотели, тие работи. Тие беа веќе формирана група, ама се случи да се одделиме 90-та година, да станеме независна Република Македонија. И зацртале во своите планови, како музичка група, тие се викаа Калипсо. Пред тоа, да? Да. Зацртале во своите планови дека,
сега ќе почне полека да се движи нели напред музиката со на фолклорна, да кажам, во фолклорен База, правец, да. така. И зацртале дека сакаат да почнат да музицираат и народна музика, нели? Добро, што ќе правиме? Ајде да го слушнеме дечкото што доаѓало овде, имало едно дете. Ајде, ми се јавувате еден ден, може ли да дојдеш? А тоа си ти? Тоа сум јас. Може ли да дојдеш? Може слободно. Ајде, кога сакате? Па ние гостуваме во хотел Парк, ајде дојди, ќе имаме некоја вечер, не ми кажуваат дека има фолклорна вечер, музичка вечер, уствари некоја, не знам по кој повод таму организирана. Гости Маријана Мишева, гост Ефто Пупиновски, а тие немаат поима ни од песни ни од ништо, пошто забавно свират луѓето. Да. Јас хармониката и си одам за Неготино. Која, еве ги гостите кои се, значи вака е работа, ајде да видиме која песна ја знам, оваа ја знам, од трета ја знам, одушевени и Ефто, нели, и Маријана. Да. Се е окей и колегите. Прв настав заеднички се одсвирува секако што треба и од тогаш ми рекоа, може ли да те покануваме кога ќе бидеш ти слободен, да доаѓаш со нас? Нема проблем, јас сум расположен, нели? Ама и кажав, имам обврски, кога ќе имам свадби овде со овие и тие не ми се испуштаат, нели? Пошто не сум ништо на сигурно, не знам. Именно тоа, да. Па добро, така, и значи тоа беа повремени некои гостувања, кога ќе имаа некоја потреба од мене, тогаш гостував и така се случи, значи првиот контакт со моите сегашни или идни колеги од таа година. Почнемо гледачи, ќе ја продолжиме приказната со Филев Зоран и член на групата на Лити Реков. Се разбира, следува Фолк Евергрин, а тоа ќе рече убава македонска народна песна. А потоа реклами и се враќаме во студиото. Останете со нас. Господине Филев, веќе откривме дека се член на популарната македонска група на Лити Реков.
тоа ќе рече дека си влегол во една стварно квалитетна група. Прво состава да го чуеме. Јас сум хармоникаш во групата и клавиатури, нели, во поново време, сега имаме помодерна музика, мора да имаме и малку помодерен звук. Значи, колегата Сашо Георгиев е наставник во основното училиште по музика во Неготино. Потоа, сега кажувам во тој период, нели, кои бевме членови, Мишко Крстевски, наш популарен, нели, естраден уметник, пејач, вокал. Така, од Неготино, сега живее во Скопје. Потоа, Ласко Атанасов, и тој е наставник по музика, по виолина, предава во Кавадарци. И Горан Георгиев, Горан беше бумјар во групата. Тоа бевме членови, машки членови, и Катерина Танева, нели, нашиот заштитен знак на групата. Така. Бренд, да. Така е. Значи, тоа беше првобитниот состав на групата, како што кажа преска, Калипсо. Да. И сега го составивме бендот. Требаше да правиме стратегија како ќе настапуваме понатаму, нели? Како ќе действуваме. Направивме договор бидејќи Кате е, така да кажам, значи, во крвта забавњак. Така и таа вели кој ќе ја прашат. Сакаше да настапува на забавни фестивали со забавни песни. Нези лежеа песни во стилот на Магазин, на Нови фосили и други, нели, исполнители. Во редот на поп музиката. Така, во редот на поп музиката, а бидејќи се случи да ја испее и Гоце Николовски, Наум Петрески, нели, 91-90, Бисер Балкански, и почнавме малку да обрнуваме внимание, како што спомнавме и порано, на таа наша фолк музика. Се договоривме, значи, со Мишко Крстевски да настапуваме на народните фестивали. И се случи баш тоа, значи, 92 година настапивме на нашиот прв настап. Тоа се првите на фестивалските настапи, првите фестивалските настапи, така. Значи, 92 година се случи да настапиме со Мишко Крстевски на фестивал Валандово, тогаш многу популарен, нели, мада сега веќе се изгуби таа драж. 1985-6 година, ако добро се сеќавам. Така беше почетокот, да. И се случи да настапиме со наша, значи, авторска песна. Песната се викаше "Да те немам, не можам". Да. И навистина песната беше прифатена громогласно, значи, со овации. Квалитетно, така, да? Прв наш настап, млади дечки, симпатични во тоа време, нели? Да. И имавме среќа песната навистина да ја прифата добро. Само нашето разочарување беше што на крајот, кога ги гласаа наградите, така да кажам, ни кажа дека сме биле четврти. Не можеме да бидеме во првите три, бидејќи таму веќе имаа привилегија некои постари колеги, не можеше право да ни дадат, ајде право овие дечки, но и некако малку беше разочарување за нас, ама сепак успеавме да ја презентираме добро песната и најдраго ни беше што од тогаш ни се отворија вратите по гостувања по телевизии, песната беше прифатена. На голема врата влеговте во музиката македонска, да. Така е. 93 година ја направивме за тоа време, можам да кажам, после Тавче Гравче, една од новите откритија модернистичка фолк песна, "Ноќва сакам да те будам". Еден модерен убав ритам. Ката ја донесе ептен безпрекорно песната и таа беше прифатена исто. И од тогаш ни се отворија вратите, значи, кога ќе подадеме некаде демо снимка со песна наша за фестивал, немаше некој да рече нема шанси овие дечки да не настапат. Значи, секој посакуваше да настапуваме на негов фестивал, било кој организатор. Тоа се првите фестивалски настапи така, и првите така. награди што Значи, почна да ви се множат и така натаму. Почнува гледачи, следува убава песна од песнарката на нашата група што песна.
Последно прашање, господине Филев, станува збор за како и на кој начин ги бирате песните кои ги снимате и уште поточно кажано, колку фестивалски награди до сега имате за сето тоа? Интимно прашање, реален одговор, нели? Така. Јас ја начнав темата околу изборот на песните, нели? Да. Во претходното прашање. Значи, ние секогаш кога ќе имавме понуда за некоја песна да ја снимиме, нели? Нормално имаме соработка со различни автори. Добиваме понуди за разни фестивали, за разни снимања, за разни настапи. Секогаш ќе седнеме комплет членовите на групата, ќе ја пуштиме снимката и ќе слушаме. Дечки, оваа е песната што ни ја нудат тој и тој и не е битно. И потоа коментирате. Така, коментираме, забелешки, ова може да биде, ова не може да биде. Пред се морам да кажам дека релативно брзо ни се случи да станеме популарни. Од патот до успехот, некогаш некој може да снимат и цел живот, да кажеме, песни и нема да ја угодат правата песна. Беше вашиот успех краток, а? Да, значи многу брзо ни се случи да станеме популарни. И вие пријатно се изненадивте. Да, така е. Значи, потоа следуваше наредната година соработка со Перо Христов. Испеавме многу, да кажам, безвременски песни што стана хитови. Да. Ненормални. Значи со Перо испеавме Како да те преболам, што сигурно не памтат нашите гледачи, нашите слушатели. Исто со него освоивме Гран-при, награда на Цветници, земавме најдобра песна на годината, наградувани еден куп, не знам ни јас колку награди имаме се освоено. Не можам да ги бројам, ако почнам сигурно ќе заборавам некоја. Меѓу најнаградуваните музички групи сте вие. Значи, самото тоа што 25 години веќе постоиме и ако кажам дека сме освоиле па 3 пати повеќе можеби и награди од тоа што го спомнав, значи тоа е, да кажам, еден репер кој што не верувам дека некоја група во некој догледен нареден период може да го собори. Тоа, да кажам, еден рекорд. Значи тоа е без љубомора на другите. Да, значи не е фалба, него е реалност фалба. Тоа е тоа. Значи ние имаме, да кажам, и многу квалитетни групи што се формирале и на музички план добро музицираат се, но сето тоа било некако краткорочно. Постоеле 2 години, 5 години, 10 и прекинало сето таа работа. Ние успеавме во овие 25 години, значи да функционираме безпрекорно, да останеме во тој по карактер и по квалитет. Што е добро, што ретко се случува тоа кај некои други фолк состави, да. Така. Баш ми е драго и само уште едно прашање во врска со овој наш разговор, нешто околу турнеите и патувањата. Се сногете ли? Многете ли време за сето тоа? Па нормално ли ги дестинациите? Па нормално е, нели, после сите овие успеси што ги спомнавме, почнаа да идат, нели, понуди за наши гостувања, нормално, кај што има наши иселеници по Австралија, по Америка, а сето тоа за нас како музичари беше на повеќе континенти. Така е. Значи европскиот не го рачунаме, тука ни е достапно, блиску можеме да патуваме и одеме. Сега блиску, Германија, каде има наши, Швајцарија, Италија, до Шведска и предизвик ни беа преку океански турнеи. Се случи и тоа, значи после Запли дождо, првото гостување во Австралија, значи тоа е некое доживување, ипак за тоа време можеа да гостуват само поголеми звучни, позвучни имиња од нас, како да речеме една Петранка Покојна, една Виолета Томовска, еден Штипјанката Зуица Лазова. Да спомнеме. Па мора да спомнеме, ама таа после нас е, значи после нас се појави на фестивалот. Така. Значи тоа беше предизвик за нас. И нешто ново и за тие наши иселеници таму да чуат, пошто ние бевме, како што кажав, малку модернистичка група. Прв пат, кога отидовме на настап таму, ние испеавме и англиска песна, и забавна песна, и сето тоа и беше некако чудно на луѓето. Викат, до сега кој ќе дојдат, не отечуваат само со народна музика, само тие, па тие. И така да беше сето интересно и за нив и за нас. Почнуваме вече разговараме со Филип Зоран, нашиот член на музичната група на Ник Реков, а понатаму следува убава музичка песна од нашата група Цикала. Story
Го продолжуваме разговорот, почнуваме гледачи со нашиот Штипјанец Филев Зоран. Тој е музички патник, Штип Кавадарци, Кавадарци Штип. Карта во два правци. Кажи ми за твоите музички планови во наредниот период. Се разбира со твојата група, нели ти реков? Така е. Значи, како и секоја, нели, фирма, секој, ние сме така да речем една фирма, секој си прави планови, нели. Нормално е тоа. Значи, спомнав дека веќе 25 годишна кариера заедничка правиме, така да еден од приоритетните планови ни е да направиме еден концерт за нашите слушатели, за нашите фанови, така да кажам. Симпатизери, што секако заслужува, да. Пошто не сме направиле таков солистички голем концерт, тоа ни е приоритетен план, па ќе видиме како ќе бидеме во наредниот период, нели секогаш тоа бара нормално многу напори, многу голема организација, ќе видиме дали ќе можеме блок тоа. На песни. Така, значи за песните кога дојде музичкиот дел, тоа ни е најлесен дел, така да кажам, да. Точно, да. Али сето тоа бара нели голема организација, така да ќе видиме како ќе сето тоа ќе го успееме да го организираме. Да ве очекуваме у Штип со еден добар одличен концерт? Па може да На твоја иницијатива? Па може и тоа да се случи, да. Да се случи. Ќе Ај видиме. зошто да не? Па и би требало да биде. Затоа што да. имат секако и штипјани, нели, приоритет, привилегија, Именно пошто тоа. имаат сограѓани Да, да слушнат и тие нешто од богатиот репертоар на мојата група, нели. Секако ќе продолжиме и да снимаме нов материјал. Во годината што измина имавме, така да кажам, привилегија да снимиме 3 песни, нели, државата сега ни субвенционира Именно тоа, да. песни, што јас лично можам да кажам дека не се согласувам баш околу таа работа, бидејќи за мене моје видување работи дека уметноста не може да се субвенционира. Тоа треба да се доживее, не можеш ти да платиш нешто, еве ти пари, направи сега. Може би и ќе биде тоа, ама вистинска добра песна треба да произлезе. Се врши тој дел ти врши притисок. Така е. Не може да се така е. ослободиш од твоите квалитети за Така, музиката. значи да. само духовно исполнет човек, смирен, Смирен и значи, така, натаму. тогаш може да направи добра Да композиција. се вродат музички плодови. Така е, Именно така е. тоа, да. Така да ќе продолжиме, значи ќе пробаме, значи имаат ограничување 3 композиции во дадена година да се субвенционира. Секако тоа е корист наша, значи бесплатна реклама и треба да ја приложиме, нели, да ја пружиме шанса на нашите слушатели, на нашите фанови, нели, да слушнат нешто ново, нели ти реков, и заслужуваат да го слушнат тоа, а секако и ние ќе го збогатиме нашиот музички репертоар. Квалитет именно Така, тоа. така. Господине Филев, направивме одличен разговор, јас сум задоволен. И порака од мене и од сите вработени во студиото телевизија Ирис, да ви се множат концертите, да ви се множат патувањата, да ви се множи репертоарот каде што се разбера и вашите витрини со награди и да не доаѓате почесто во Штип. И да се видуваме. Не се откажуваш од Штип и Штипјани, Така, никогаш и не сум се откажал, затоа сум останал овде и овде ми е фамилијата, овде живеам и ќе продолжам да живеам, се надевам, нели? И се надевам дека овие ваши желби ќе се реализираат, нели, во нареден период. Така да ќе можеме да се представуваме почесто на нашата публика. Задоволството беше наше во телевизија студио Ирис, затоа што беше наш вечерашен гостин. Ти благодарам. Следниот пат да се видиме на концертот, ако веќе го организирате во Штип. Така, зошто да не? Се надевам и јас, ми беше и на мене посебно задоволство што некој, нели, мисли на мене, да не ме заборава дека сум ја, нели, во Штип. И поздрав до твоите колеги. Така, до моите колеги до прекоридот. Прекоридот. Така. А ја го дека што вика Штипјани. Така е. Почнуваме гледачи, тоа беше се од нашата музичка приказна со нашиот вечерашен гост Филев Зоран, член на популарната група Нели ти реков. Остануваме заедно, пријатна вечер.